Многу ви благодарам за реплика, господине Ковачевски. Дали ви е одржлив буџетот, не знам, ама дека владата не ви одржлива, евидентно. Второ, и ја да сум на ваше место, нема да можам да бидам колоритен, бидејќи да сум на ваше место ќе бидам исто блед, црно-бел, а не колоритен, бидејќи ова не се брани. Вие не сте човек кој што релативизира, против вие сте човек кој што конкретизира. До сега во ова собрание сме имале секогаш дебати на точката. Ако ви пуштам видео од оваа ваша дискусија, ќе видите дека на точката ни 5% не задржавте. Зборувавте за кредити, што јас не ги зборев, зборувавте за евроврзници, колку сме должеле. Тоа покажува само црно-белата слика и фала Богу дека не може да бидете колоритен, бидејќи немате аргументи да бидете колоритен. Додиме ред по ред. Читувани пратеници, пазете ја тезата сега. Вие, ние, народот, треба да бидеме среќни заради тоа што во определен временски период во кризава сме имале 18 денари намалено гориво. Ама не кажува дека требало да биде 21 денар намаленото гориво, согласно закон. Значи, намалено гориво имавме бидејќи имавме таква цена на берзите. Ако имавме гориво по 90 денари, јас не сум критикувал, берзанска цена, таа е. Они што направија? На брезанската цена, на акцизата, плюс 3 денари ставија. Бидејќи сте казино влада, господин Тачев, и од тоа нема бегање. Понатаму. Зошто ако државата не... Викате вака, ако е цената, и јас тоа кажав во моја дискусија, вие не бевте тука, ако цената на горивото, на нафтата, дабот, е над $600, велите дека бидете спокојни, ако е многу висока, нема да ве дереме. Ама, не, тоа е ваши изборови. Ваши зборови се. Ама ако падне под 600, 400 или 200, тогаш ќе си плакате плюс 3 денари башка акциза. Зошто тогаш не сте фер влада и да кажете вака? Ако многу падне цената на горивата, тогаш плакате народот по 3 денари по литар, ама ако се качи во вселена цената на горивата, тогаш државата ќе плати 3 денари. Па да направите друга стапка. Ако е многу ниска, ќе плакаме 1, 2 и 3 во зависност од цената, ама ако е многу висока, државата ќе плаќа 1, 2 или 3 во зависност од цената. Е за тоа што сте банкрот блуз бенда. Е за тоа. Понатаму, законот, господине Ковачевски, не е донесен ниту од професори, ниту од доктори. Ние и јавноста знаеме дека законот е донесен од страна на техничката влада. Формално, техничката влада се донела уредба за законска сила и си го донела законот. За позадината, не сакам да навлегувам, ева каква е. Понатаму. Зборувавте за дефицити, за кредити. Во еден неврзан разговор ќе ви пуштам снимки за последниот квартал, кои ви беа прогнозите за дефицитите, и потоа ќе ги видиме заедно бројките, кои се реалните дефицити. И тогаш ви поставив прашање. Господине Ковачевски, ако некој за 300 кебапчиња оди и одговара, кој во владата ќе одговара ако имаме дупло поголем дефицит од тоа што сме го планирале? Кој во владата ќе одговара ако имаме дупло помали приходи што сме ги планирале? Уште никој не одговарате ништо, ама испана на нашето дека е. Не ликуваме на тоа. Жалиме, ние живееме во оваа држава, сакаме да имаме добар буџет во кондиција. Раздолживте 500, ама земавте 700 милиона. 200? Шо правиме? Шо правиме? Па нели сте вие влада која е домакинска, која раздолжува? И за не било така и тоа. На крај не сакам многу да одземам времето, бидејќи гори имаме пленарна седница, така функционира во собрание, пленарни комисии се е паралелно. Само ќе ви кажам дека не е во ред законот, и вие знаете дека не е во ред законот. Не е фер према граѓаните, не е фер према транспортерите, не е фер према оние од Гази Баба што загадуваат ваши вечера од транзицијата, да им враќате 6 денари, да не загадуваат, а ние да плаќаме плюс пари како граѓани. И нема потреба никој да се жестри, освен народот. И точно, народот го дереме.
Народот го дереме, вие зборувате дека имало намалена економска активност, а вие што имате автобуси ги регистрираат ли? Ги регистрираат. Намаливте ли регистрации за автобусите? Не намаливте. Ама горивото им го за големите срединари. И тие не може ајде да видат. Во еден автобус има 55 луѓе. Со короната седат 20 максимум унатре. Ама горивото не им го намалувате. Ке плаќаат. Регистрација бесплатна нема, ке плаќаат. Ама за тоа чедава на СДСМ, на кокс што греат, и ајро ќе викаме после во аеродром, нив ќе им враќаме 6 денари по литар. За тоа се бунам многу принципиелно, господин Ковачевски. Тоа не сте вие крив. Тоа е крив Казино Вода, шефот на Казино Водата. Благодарам.